Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Зошто го отврлаат Исус? И како можем да се наново родам? Тоа е денешнава тема. Како прво, одлуката што луѓето ја прават за Исус е премногу важна. Всушност, таа одлука е најважна во животот. Зошто мнозина се определуваат да бидат против Исус и да не го сметаат за нивен спасител? За ова нешто има 4 основни причини кои ќе ни дадат јасна слика зошто е тоа така. Некои луѓе се задоволни со самите себе, тоа е како прво, и сметаат дека не им треба спасител. Тие мислат дека се доволно добри и немаат погрешно мислење за себе, односно не се сметаат себе си за грешници како што ги опишува Библијата. Тие се сметаат себе си дека се добри. Нивното високо мислење за себе ги носи во правец да не размислуваат за тоа дека им треба спасител. И не само тоа, туку доколку имаат направено добри дела се потпираат на нив и уште повеќе чувствуваат дека немаат потреба да бараат спасител. Но Исус вели дека тој е патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при неговиот татко освен преку него. Тоа е запишено во Евангелието според Јован, 14 глава, 6 стих. Тие што ќе го отфрлат Исус нема да се застапат самите себе пред Бог. Тие всушност никогаш не може да се спасат себе си. Втората причина зошто некој го отфрлаат Исус е стравот од општествен презир или прогонство. Ако ги земеме за пример фарисеите, тие се огледало за се. Во Евангелието според Јован, 12 глава, 42 и 43 стих, се опишува нивниот начин како се однесуваа кон Исус и што им беше поважно во животот. Тие не сакаа да го прифатат Исус, затоа што положбата во општеството им беше поважна од Божјата волја. Тие беа толку многу заслепени со самољубие кон својата позиција и прифаќање од другите што не можеа ни да замислат поинаку, за да го градат сопствениот живот. Тие ја сакаа човечката слава. Тие ја сакаа толку многу човечката слава, што Исус рече дека ја отфрлаат Божјата слава поради нивната слава. Како трето, причината на многу луѓе зошто го отфрлаат Исус е што работите од овој свет и желбите им се многу поважни и попривлечни од вечните. Например, во Матеј 19 глава читаме за еден настан кој што зборува за еден човек кој не беше спремен да ги изгуби своите земни богатства, за да може да ги придобие вечните, кои што ги дава Исус Христос. Тој настан зборува за човек кој што Исус му предложи да се откаже од богатството во замена и безусловно да го следи Исус. Кога младиот човек го слушна ова или овој предлог, си замина тажен. Исус на тоа реагираше и рече дека тешко ќе може некој како него да го наследи Божјото царство. Ако нема вера и спремност да го следи Исус со цело срце, со цела волја и сила, тешко ќе може некој да влезе во Божјото царство. Како четврта причина зошто луѓето го отфрлаат Исус е тоа што има многу луѓе кои се постојано бунтовни кон духовните вредности. Или, поинаку би рекле, постојано му се противаат на Светиот Дух, не сакајќи да го примат во својот живот. Например, маченикот Стефан беше првиот ѓакон или служител во црквата. Тој отворено им рече на тие што беа спремни да му го одземат животот без да им трепне око. Тој им рече: тврдоглави и со необрезани срца и уши, вие секогаш му се спротивете на Светиот Дух. Како вашите татковци, така и вие правете. Тоа е запишено во Дела апостолски 7 глава. На сличен начин тоа им го рече и апостол Павле на тие што го презираа Евангелието, велејќи: и така му определија еден ден и дојдоа при него мнозина од нив во станот и од утро до вечер
Тој им излагаше за Божјото царство со докази и ги уверуваше за Исус и од Мојсеевиот закон и од пророците. И едни поверуваа во тоа што зборуваше, а другите не веруваа, бидејќи беа неслужни меѓу себе, почнаа да се повлекуваат. Откако Павле им рече уште еден збор: добро им кажа Светиот Дух на вашите татковци, преку пророкот Исаија, велејќи: оди при овој народ и кажи му, ќе слушате и нема да разбирате, ќе гледате и нема да гледате, зашто закораве срцето на овој народ и со ушите тешко слушаат, а со своите очи ги затворија, за да не гледаат со очите и да не слушаат со ушите и да не разберат со срцето, да не се обратат и да не ги исцелам. Тоа е запишено во Дела на апостолите 28 глава. Какви да се причините, почитувани, на оние кои го отфрлаат Исус, нивниот став има катастрофални последици за вечноста. Во ниту еден друг нема спасение, ниту пак има друго име дадено под небото на луѓето во кого треба да најдеме спасение. Тоа е името Исус. Само во Исус имаме вечно спасение. Доколку не сакаш да се соочиш со вечниот пекол, имаш прилика денес да ја искористиш. Со тоа што денес ќе донесеш важна одлука да кажеш: Исус е мој спасител. На оние што не го отфрлаат Исус и што ќе сакаат да поверуваат во Него, имаат можност да се наново родат, да добијат нов живот, исполнет со радост, со мир, со љубов, со трпение, со воздржливост, со се. Исус го повикува народот да посака да се наново роди преку Него. Но што е тоа наново раѓање? И како се случува тој чин, односно тој настан? Во Евангелието според Јован, 3 глава, Исус на Никодим убаво и јасно му рече: треба да се родите од озгора, од Бог, од небото. Читајте за тоа во 3 глава од Евангелието според Јован. Не треба да се гои мисла дека човекот може и без наново раѓање да се провлече некако во Божјото царство. Само ако има некое елементарно познавање за Исус, исповеда христијанство или ако е припадник на некоја црква што е смета за исправна. Мнозина имаат своја лична представа за влез во рајот, но тоа е само лична представа. И затоа не се замараат со прашањето за наново раѓањето. Таквите сваќања секогаш имаат последици кои го одвлекуваат човекот од суштината, бидејќи не се заснова на Божјото откровение. Евангелието според Јован го опишува најкристално патот кон небото. Мнозина го препорачуваат за почетници, иако не е сместено на самиот почеток на Новиот Завет. Накусо ќе дадам објаснување за наново раѓањето, што сметам дека ќе имаат полза слушателите. Што значи да бидеш наново роден христијанин, кога нема да го отфрлиш Исус? Библијата го дава вистинскиот одговор во Јован 3 глава. Како што реков, таму се зборува за разговорот на Исус со познатиот еврејски учител Никодим, кој бил член на Синедрионот, врховното тело на евреите. Исус му рече на Никодим: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Божјото царство. Никодим потоа го прашува: како може човек да се роди кога е стар? Може ли повторно да влезе во утробата на својата мајка и да се роди? Исус му е расветли оваа вистина со зборовите: тоа што е родено од тело, тело е, а тоа што е родено од дух, тоа е дух. Затоа не чуди се на ова. Треба да се родите одново, повторно од небото, од Бог. Да, треба да се родите повторно. Зборот повторно роден или наново роден буквално значи роден од озгора. Како што реков, од небото или поточно, најточно, од Бог. Никодим имаше духовна потреба, бидејќи неговото срце не беше препородено, иако беше и го знаеше законот и имаше животно искуство во законот. Раѓањето од озгора е Божјо дело, а не човечко. Никодим, иако го познаваше законот, не беше наново роден, затоа што тоа не е човечко дело. Независно од човекот,
Тоа е Божјо дело и неговите способности или познавање на нештата. Има многу такви стихови кои укажуваат на потребата дека секој човек треба и мора да ја прифати оваа вистина, ако сака да влезе во Божјото царство. Например, апостол Павле во посланието до Тит вели вака: не спаси не врз основа на праведните дела што сме ги направиле ние, туку по својата милост преку капењето на наново раѓањето и обновата на Светиот Дух. А апостол Петар, малку со поинакви зборови, а се однесува за истата работа, вели: благословен да е Бог, таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост преку воскресението на Исус Христос од мртвите не роди одново за жива надеж. Од овие стихови може да се согледа дека наново раѓањето е единствен начин за влез во Божјото царство, бидејќи само преку него се станува Божјо дете. Се поставува прашањето, почитувани, зошто човекот треба да се роди повторно, од озгора? Павле го опишува неверниот човек кој живее без Бог, дека е мртов во своите гревови. Тој предочи на црквата во Ефес дека порано, додека не биле верници, живееле во смртта. Тој вели: и вас кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови. Ефесјаните 2 глава 1 стих. А во Римјаните ја истакнува генерално човечката позиција пред Бог, дека сите се грешници и немаат Божјо достоинство, односно не ја заслужуваат Божјата слава. Грешниот човек е мртов. Тој може да оживее само преку Исус, преку неговиот дух, преку Светиот Дух, поинаку не може. Што значи, додека човекот е неверен, не верува во Исус, не го познава Исус, тој е мртов. Тој не може да го познава Бог, не знае за Бог. Како може мртвиот човек да оживее? Павле вели: по благодат сте спасени, преку верата. Тоа не од вас самите, туку Божи дар. Не е од дела, за да не се пофали некој. Убаво напишано. Кога некој ќе ја прифати Божјата благодат, тој ќе добие духовна обнова, нов живот, како што Павле вели: зашто кој е во Христос, тој е ново создание, старото помина, ете се стана ново. 2 Коринтијаните 5 глава 70 стих. Ова искуство, почитувани, може да стане твоја реалност уште денес. Зашто на сите тие што ќе поверуваат во Божјиот Син Исус Христос, тој им ветува дека со овластување ќе станат Божи синови и ќерки. Новиот живот ќе се манифестира во сите области на твоето живење, во семејството, на работното место, во црквата и на секаде. Денес имаш прекрасна можност за овој нов подвиг. Можеш да се помолиш со овие зборови, например: Господи, јас знам дека сум грешник, заслужувам праведна казна, но ти благодарам што Исус Христос, Твојот возлюбен Син, ја зеде мојата казна врз себе, така што преку вера во Него можем да ја избегнам и да ми биде простено се. Затоа ти се доверувам Тебе, спасим од проклетството на гревот и на смртта. Ти благодарам за Твојата прекрасна благодат и за Твоето милостиво опростување и што во името на Исус ми подаруваш вечен живот преку вера. Амин. Исус вели: тој што ќе дојде кај мене, нема да го отфрлам никогаш. На Господ нека му е слава за неискажливиот дар, што ни подари можност за наново раѓање. Затоа, кога ќе го слушнете неговиот глас преку Библијата, не го стврднувајте вашето срце. Поверувај во Исус, ќе се спасиш ти и целиот твој дом. Благословено името Господово. Амин.